Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Римо-католичка американска телевизија ја суди федералната влада за наложување на организацијата да обезбеди контрацепција за жените. Започнуваме со вестите. Eternal World Television Network покрена судска постапка зашто, како што стои во поднесокот, контрацепцијата не е лек, ниту обезбедува добробит на луѓето. Организацијата додава дека тоа го крши првиот амандман на Уставот за слободно практикување на религијата. Правилото инаку го воведе Барак Обама, од кое се земени верските организации како црквите, но не и други католички организации, болници, универзитети и други институции. Се најавуваат и други вакви судски постапки. Пентагон објави дека планира да им дозволи на жените да служат во армијата на места поблиску до првите борбени линии. До сега се сметаше дека тие се опасни за жени, а промената значи дека формално ќе бидат отворени уште околу 14.000 работни места и за жени. И како што вели секретарот за одбрана, ова е почеток на процесот, а не крај. Првата дама скока, сениша и мафта на втората роденденска забава на незината фитнес иницијатива Ајде да се движиме. Забавата беше во Де Моин, Ајова, сојузна држава, што вети дека до 2016-та ќе стане најздрава во САД. Сега е 19-та според Галуп. Мишел Обама им кажа на децата дека здрава исхрана и вежбање ќе направи мозокот да ви работи подобро. Ова е почеток на незината тридневна турнеја низ Арканзас, Тексас и Флорида за промоција на незината кампања против дебелината кај децата. Американските разузнавачки представници велат дека главницата на Ал-Каида во Јужна Азија сега е значително ослабена, со раководството или мртво, или во бегство. Беспилотните летала или дронови, како уште се познати, се до некаде одговорни за ова. Но прашања за нивната успешност, па дури и легалност, ја компликуваат приказната. Ево некои аспекти од неа. Ал-Каида останува застрашувачка организација. Незината мрежа е расширена низ континентите. Незините следбеници напаѓаат без предупредување. Но традиционалната база на моќ на Ал-Каида во Пакистан и Авганистан е во голема мерка ослабена, особено по убиството на Осама Бин Ладен во мај. Ова е директорот на Американското национално разузнавање. Се додека вршиме притисок врз нив, јатката на Ал-Каида ќе биде само со символична важност за глобалното джихадистичко движење. Еден од начините за вршење притисок се беспилотните летала. Председателот Барак Обама неодамна отворено зборуваше за тоа. Голем дел од овие напади се во непристапни предели и да се употреби друг начин за доаѓање до осомничените, ќе значи поголем воен ангажман. Обама ја потенцираше прецизноста на ваквите напади. Томас Линч, специјалист за одбрана, се согласува со тоа, но додава дека ќе е потешко да се дојде до преостанатите терористички лидери. Тие лица ја научија лекцијата и нема да се надвор на отворено, ќе се кријат во урбани области и ќе ни треба пакистанска помош да дојдеме до нив. Контратерористичките операции сепак носат загриженост. Ова е Том Паркер од Amnesty International во Вашингтон. Дали на Соединетите Американски држави треба да им е дозволено да летаат над суверена држава и да убиваат луѓе на теренот? И не само тоа, американската влада не објасни дали вакви напади се вршат во името на самоодбрана или како дел од глобалната војна против терористичка закана. Групите за човекови права бараат одговори. Денот на влюбените или Свети Валентин е за некој ден. Многуми навлегуваат во духот на празникот со романтичен филм. Некои романтични филмови го издржаа тестот на времето и влегоа во историјата како најголеми љубовни приказни. Во продолжение, преглед на некој од нив, да ве внесеме и вас во соодветно расположение. Kiss me. Kiss me as if it were the last time. Ученичката љубов на Илса Бант и Рик Блейн е жртвувана во војната против нацистите во романтичната драма од 1942 Казабланка. И покрај нивната трагична љубов, страста меѓу Илса, што ја игра Ингрид Бергман, и Рик, интерпретиран од Хемфри Богарт, продолжува да гори. He's looking at you, kid.
one thing I do know. That is that I love you, Scarlett. Епиката од 1939-та, однесена од виорот, е фалена од критиката како суштина на романсата. Летаат искри додека се развива односот на омраза и љубов меѓу Ред Батлер и Скарлет Охара сред американската граѓанска војна. Кларк Гебел и Вивиан Ли интерпретираат два лика осудени на гордост и љубомора. Red, you go. Where shall I go? What shall I do? Frankly, my dear, I don't give a damn. Would you please hold me? Друга љубовна приказна со мрачен крај. Љубовна приказна од 1970-та. Двојката е раздвоена кога Дженифер, сопругата на Оливер, ја губи битката со рак. Се разбира, ваква листа не може да има без Титаник, каде љубовта обединува, животот разединува, но љубовта издржува. Љубовта меѓу Джек Доусон и Роуз трае колку и патувањето со бродот до фаталниот крај. Роуз преживува, како и незината љубов за Джек. Со 11 награди на Академијата и надминати сите рекорди на продадени киновлезници, Титаник владееше, барем до појавата на Аватар. Леонардо Ди Каприо и Кейт Винслет ги направи суперзвезди. Некои велат дека денешните млади генерации преферираат пореалистични романси на екраните, но сеедно, ретко кој може да одолее на 2 часа романса во мрачна киносала, особено кога има убав повод за тоа. Администрацијата на Обама објавува војна на Алцхеймеровата болест. Во понеделник во Newsflash ќе ви кажеме како. $50 милиони веднаш достапни за нови истражувања, надеж за милиони луѓе кои страдаат од болеста што го напаѓа мозокот. Тоа е се за оваа емисија. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. А ние ве чекаме овде и во понеделник. До тогаш, пријатна вечер, убав викенд и до гледање.